Срдечен поздрав и добре дојдовте во училница за трето оделение на час по македонски јазик, во кој ќе ве воведам во поимот придавки. Јас сум Златка Стојкова, оделенски наставник. Во секој момент кога чувствувате потреба, слободно паузирајте го видеото, па по извршувањето на задачата продолжете понатаму. Па да почнеме. Секое суштество, предмет или појава имаат своји особини. Придавките се зборови кои ги објаснуваат именките и искажуваат нивни особини. Овие зборови ги појаснуваат именките, какво е нештото, од што е направено. Пример. Ако земеме јаготка. Зборовите со кои можеме да ја опишеме јаготката се мала, зрела, пролетна, вкусна, црвена. Ајде да се обидеме во следните реченици да ги пронајдеме придавките, а при тоа во очи пред кој збор стојат придавките. Маја има прекрасно кученце. Забележуваме дека овде зборот кученце е именка, а секако зборот кој што го објаснува зборот кученце е зборот прекрасно. Зборот прекрасно е придавка во оваа реченица. Одиме со следната реченица. Мама ми даде црвено јаболко. Именка во оваа реченица е зборчето јаболко, а при тоа зборот црвено ја објаснува јаболката и за нас тоа е придавка во оваа реченица. Следниот пример. На роденденот имаше интересен кловун. Секако забележуваме дека именка е зборот кловун, а зборот кој што го објаснува зборот кловун е интересен. Во оваа реченица придавка е зборчето интересен. Наредниот пример. Јана има мал чадор. Во оваа реченица именка е зборот чадор, а зборот кој го објаснува чадорот е зборчето мал. Затоа, во оваа реченица придавка е зборот мал. Продолжуваме со реченицата. Над реката има дрвен мост. Во оваа реченица зборот мост е именка, а веднаш до него се наоѓа и зборот дрвен, кој што ја објаснува именката. Односно, во оваа реченица зборот дрвен е придавка. И во последната пример. Надвор дува силен ветер. Секако веќе забележувате која е придавката, а која е именката. Зборот ветер е именка, а зборчето кој што го објаснува зборот ветер е нашата придавка. Секако тоа е зборот силен. Ваша домашна задача е да изберете еден изучен текст од учебникот и да ги пронајдете и запишете во тетрадките сите придавки во него. Ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден.